Opel ги забрза своите планови за електрификација. Практично веднаш по лансирањето на Astra направи уште еден голем чекор за да стане целосно електричен бренд. Најави дека наследникот на Crossland кој треба да се појави идната година ќе се нуди и со електричен погон. Тоа значи дека оттогаш секој модел во портфолиото на производителот со молња во амблемот ќе биде достапен и во електрична варијанта. За сега не се знае дали малиот кросовер ќе го задржи своето име или пак ќе стартува како нов модел. Првобитно планиран за 2025-та, наследникот на Crossland, исто како и поголемиот Grandland, покрај електричната верзија ќе има и хибридни мотори. Деталите се уште не се знаат, но јасно е дека треба да се побараат во сестринските модели од другите марки на Stellantis. Се развива на мултиенергетска платформа која овозможува автономија од околу 500 км и погон само на предните или сите 4 тркала. Во овој момент не е познато дали и понатаму ќе се произведува во Шпанија или пак во некој од другите погони на групата. Opel со појавувањето на идниот Crossland практично е на само чекор до целта до 2028 година да стане марка која ќе нуди исклучиво електрични автомобили.